Висоцки, господине Макредули, јас да бев на ваше место, ич не би ни излегол на говорица. Одма истиот ден ќе си поднесам оставка и ќе си заменам од функција. 3 години сте министер. Не треба да ни читате тука планови. Планови. Уште пострашно. Што сте заменик, уште пострашно. Уште поголема причина одма да си заменам од функцијата. Да не штитам никого кој што не е ни дојден во собрание. 3 години ни читате планови, проекти, спецификации, студии. Дојдовте на власт со план за живот. Сега намеравате да останете на власт со план за чист воздух. Што имате сработено, луѓе? Што имате сработено? И излегвате тука ни држите предавање. Дали сме имале доволно, како рековте, меморија или сме немале доволно, или дали доволно сме викале одговорници или не. Некам аз да ве подсекам, не бев тоаш пратеник, ама колегите кажуваат. Што правевте вие одговорница на ова иста тема? Сте биле во Битола пред некое време. Да му промовирате мерки на битолчани за полесно да дишат. Па сте им рекле, не се секирајте, ќе оведиме грејење, вакво грејење, такво, ќе направиме ова, ќе направиме она. Кај е топлификацијата во Битола? Кај е гасификацијата во Битола? На тој начин ќе решите проблемот во Битола. А со продавање пуфки и со делење на инвертер клими, мачкање очи само, ништо повеќе. 2017 година требаше да почне изградбата на вреловодот од Рек до градот. 2017 година. Сега сме 2020. 2015 година парите бе обезбедени од КФВ банката. Така лежат парите. Меѓутоа очигледно лежат, не правите проектоти, не можете бизнис да направите. Не можете процент да земите од тој проект. Исто како градско Прилеп, што е стопиран патот, бидејќи не можете да му земите рекет на шпанците. И луѓето си ќе оделе. Истото и ова. Контрола на проектот е КФВ банка, не можете да мешате внатре прсти и го стопиравте проектот. Нафтениот кокс. Како смеете да дозволите без акциза да се увези најстрашен и најголем загадувач како енергенс? Кого го штитите? Кого го штитите? Излезете и кажете кои фирми увезле нафтен кокс. Па да видиме. Меѓутоа очигледно штитите бизнес интереси на штета на здравието на граѓаните. Благодарам. Благодарам. Контрреплика, заменик министрот за животна средина. Благодарам.